Вести на Канал 8, добар ден. Јавното предпријатие Македонски шуми ги намали цените на буковото огревно дрво за 10% за сите физички лица и за 15% за корисниците на социјална помош. Ваквата одлука ќе важи до 30 септември годинава, а е донесена за да им се излазе во пресрет на граѓаните, особено на ранливите категории. Од 1 август па до 30 септември, сите заинтересирани граѓани од Македонски шуми, Шумското стопанство Осогово и останатите подружници ќе можат да набават буково огревно дрво од прва класа, поевтино за 10% со плаќање во готово, а лицата од социјално ранливите категории поевтино за 15%. Тоа значи дека новата цена на буковото огревно дрво е 2133,60 денари за метар просторен, а цената за лицата корисници на социјална помош е 2015,03 денари. За нив се однесува за набавка на најмногу 5 метри просторни. Намерата е граѓаните да купуваат огревно дрво од легална сеча, жигосано и со испратница. Ваквата одлука е донесена пред се како последица на нелојалната конкуренција на пазарот на огревно дрво, кој што во овој период се појави пред се од приватните шуми, да ги кажеме. Така да залихата која што е створена во плацовите на Македонски шуми е поприлично голема и затоа се донесе оваа одлука да се изврши намалување на цена, да се излезе во пресрет на граѓаните, да се обезбедат со дрва легални и со пониски цени. Што се однесува до транспортот на огревното дрво, тој во најголема мера паѓа на товар на корисниците. Значи, во овој период ова е социјална категорија, така да транспортот пред се паѓа на товар на корисниците. Така да Македонски шуми не ја заимаа обврската да обезбеди огревно дрво до крајен потрошувач. Сега, ретки исклучоци каде што можеби некој ќе се појави како со хендикеп, некој ќе се појави со одредени здравствени проблеми каде што ние стоеме на располагање, али таа услуга дополнително се наплатува и изнесува околу 205 денари за метар простор. Цената на дабовото дрво останува непроменета и изнесува 2450 денари. Со цел да се намали дивата сеча, потребно е сите кои што ќе дознаат дека има таква појава или пак се нуди на пазарот нелегално исечено дрво, да ги известат шумочуварските служби и шумската полиција. Од општина Кочани нема конкретен одговор кога ќе се преземат активности за санирање на оштетувањата на асфалтниот пат меѓу Пантелеј и Рајчани. Дупките што се појавија на коловозот ќе се поправале заеднички, но за сега наместо асфалт тие се пополнуваат само со земја. Дупките и издигнувањата на асфалтот од локалниот патен правец меѓу Пантелеј и Рајчани и понатаму ќе го отежнуваат поминувањето на патнички возила. Во локалната самоуправа на Кочани немаат конкретен одговор кога ќе почне санацијата на коловозот, за кој Канал 8 се интересираше неколку пати. Поветувањето дадено пред една година дека ќе се преземат мерки за да се спречи понатамошното оштетување на асфалтот, наместо подобрување, на терен состојбата е двојно повеќе влошена. Градоначалникот Димитровски признава дека по скромниот локален пат поминуваат тешки товарни возила, кои за краток период од изградбата и асфалтирањето нанесоа огромна штета. Поради експлоатацијата на минералните суровини во рудникот Пантелеј, значи движење на возила кои што не се прилагодени за тој пат, односно патот не е прилагоден за тие возила, тоа се работи за локален пат кој што треба да се движат возила до 10 тони, тие го користат тој пат и го оштетија во таква мерка да скоро да е неупотребив. Презимаме мерки заеднички, најпрвин да го санираме целиот тој простор кој што е оштетен и второ да го реализираме до крајот, односно да го споиме Пантелеј со Турско рударе. Очекуваме дека до крајот на наредната година тоа ќе се заврши. Недефинираниот одговор на првиот човек на општината покажува дека не се размислувало навреме за патно поврзување на рудникот, па наместо корист од странската инвестиција, по само 2 години на локалната заедница наместо современ асфалтен пат повторно ќе и останат дупките и калта. 2 километри што треба да се доизградат и да бидат поврзување со Турско рудари во општина Пробиштип ќе останат недоволно искористени, ако останатите 2,5 километри до Пантелеј се руинираат до таа мерка што наместо со моторни возила, граѓаните ќе треба како некогаш повторно да минуваат пеш или со магариња.
Во тек се подготвителните работи за изградба на атмосферска канализација на улицата 1 мај во Кочани. До средината на месец август треба да заврши тендерот за избор на изведувач на работите, па се очекува изградбата да започне на почетокот од есента. Над 500.000 денари ќе издвои општина Кочани за изградба на колектор за атмосферската вода на улицата 1 мај. Тој ќе биде крак од започнатиот проект за канализација што ќе ги зафаќа површинските води, а што пред неколку месеци стартуваше на улицата Страшо Ербапче. Се работи за вкупна должина од околу 500 метри, што подоцна ќе представува поврзување со соседната улица Роза Петрова, која е една од двете главни одводни линии. Јавниот тендер за избор на изведувач на работите веќе е распишан и крајниот рок за пријавување е до средината на идната недела. Доколку нема поголеми проблеми во тендерската постапка, од локалната самоуправа очекуваат градежните работи да започнат на почетокот од оваа есен. Инвеститор на проектот за одвојување на атмосферската од фекалната канализација и изградба на нова атмосферска одводна линија е Европската инвестициона банка заедно со општина Кочани. Проектот беше предуслов за решавање на сите отпадни води во Кочани, а се вклопува во регионалниот проект за управување со сливот на реката Брегалница. По завршувањето на двете главни линии на улиците Страшо Ербапче и Роза Петрова, каде ќе се гради атмосферската канализација, ќе следуваат и помалите кракови, како што се 9 мај, Тодосија Паунов, дел од браќа Ставреви, дел од 14-та бригада и околните улици. Следната недела започнуваат уписите на нови студенти на Универзитетот Гоце Делчев. Наместо на правниот и годинава во Кочани, завршените средношколци ќе може да се запишуваат на економскиот факултет. Вкупно 400 слободни места ќе има за новата студиска година на економскиот факултет во Кочани како дел од Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Тие се распоредени во 6 различни програми, а најмногу 90 има на банкарство, финансии и осигурување. Останатите средношколци ќе можат да се запишат на менаџмент и предприемништво, на маркетинг и сметководство, финансии и ревизија. За секоја од овие програми има по 70 слободни места. Близу половината од вкупниот број редовни студии се во државната квота, а уште 90 во истата квота, но со кофинансирање од по 400 евра годишно. Исто толкова сума ќе плаќаат и оние што ќе се запишат вонредно, каде исто така се планирани 90 слободни места. За разлика од лани, годинава во Кочани ќе нема запишување на техничко-технолошкиот факултет на студиите по текстилно инженерство. На машинскиот факултет пак во Виница на двете насоки се предвидени вкупно 80 слободни места. Од нив во државната квота има место за 40 средношколци без кофинансирање, додека во истата квота, но со плаќање по 400 евра годишно, има место за 20 нови студенти. Исто толков број се планирани и за оние што ќе студираат вонредно. Запишувањето во првиот уписен рок за новата учебна година на Универзитетот Гоце Делчев ќе биде на 13, 14 и 15 август. Пријавите со потребната документација, идните студенти ќе треба да ги достават во Кочани за економскиот, а во Виница за машинскиот факултет. Наставата и полагањето на испитите во Кочани ќе се одвива во просториите на правниот факултет. Промовирање на младите независни роми како идни предводници на позитивните промени во општеството е целта на формирањето на првиот лидерски конгрес на ромите организирани во Кочани. Организатор е невладината Романо Авази. Покрај останатите 5 општини е лидерски конгрес организирани во Кочани. Целта на конгресот е да го евалуира досегашниот прогрес и постигнатите резултати од 6 локални кампањи, спроведени од Сдруженијето за јакнење и организирање на ромската заедница Романо Авази. Лидерскиот конгрес имаше за цел да ги стави на маса актуелните предизвици на Македонија и активното граѓанство, да се утврдат заедничките вредности, да се профилираат критериуми за новите лидери и да се промовираат младите независни роми како идни предводници на позитивните промени во општеството. Целта е да се предводи прогресот преку излекување на научени лекции од предизвиците со кои се соочиле на кампањите. Успеале да ги потврдат нивните заеднички вредности и да креираат систем за развој на организацијата и незините членови, со цел спроведување на квалитетни и ефикасни кампањи и решавање на проблемите на ромскиот народ преку директно учество на граѓаните во истите. Направени се профили на лидерите кои ќе станат дел од Романо Авази во сите нивоа на структурата, велат од Кочанското здружение за јакнење и организирање на ромската заедница Романо Авази. Романо Авази е единствена организација која се занимава со организирање на заедницата.
На конгресот се доделиле и благодарници на структурата на Романо Авази за особен придонес во реализирањето на кампањите во 2014-та. 6 општини во кои се организираше лидерскиот конгрес покрај Кочани се Тетово, Велес, Прилеп, Шуторизари и Чаир. Учесниците од детскиот фестивал Музички бранови на настап во Босилеград, Република Србија се представија со сплет народни изворни песни и ја воодушевија српската публика. Успешен настап на учесниците од Музички бранови на фестивалот Босилеградски игри и песни, што традиционално по 6-ти пат се организира во Босилеград, Република Србија. Настапија 14 деца од Кочани, кои се представија со сплетот народни изворни песни во етно стил кореографија на наставничката Дивна Јанушова. Учество зедоа и деца од ромска националност од Кочани, кои се представија со ромски чочек. Децата од Кочани ја воодушевија босилеградската публика. Имаа 3 успешни настапи, 2 во Босилеград и 1 во Бистар. Кочанци беа најмалите учесници на фестивалот. На настапот му претходеше фолклорно дефиле низ босилеградските улици. Добија благодарница за учество на меѓународниот фолклорен фестивал Босилеградски игри и песни. Србите задоволни од соработката со кочанци изразија заинтересираност повторно да учествуваат на детскиот фестивал Музички бранови, како што беше годинава кога настапи 14 годишниот Добри Миланов од Србија и ја доби специјалната награда. Договорија повторна средба за неколку месеци. Фестивалот во Босилеград секоја година се организира од 25 јули до 2 август и во него учествуваат над 1000 фолклористи од 10 држави. Црковни собири на манастирите посветени на Свети Илија во Бочвенец и селото Бели се одржа и света божествена литургија. Голем црковно-народен собир на Дабот кај село Бели на манастирот посветен на Свети Илија. Многу верници се собраа на манастирската слава да го одбележат денот и да му одадат почит на светецот. Празникот се славеше 2 дена, во петокот навечер кога се отслужи вечерна богослужба и во саботата на денот Свети Илија кога се отслужи света божествена литургија. Нека е вечна слава и спомен на сите борци и поборници што го дадоа својот живот за слободата на македонскиот народ и за нашата православна христијанска вера. Денеска е свети пророк Илија. Денеска македонскиот народ славе 111 години од Илинденското востание. Славе 70 години од Асном, што се одржало во манастирот Свети Прохор Овчински и е признаена македонската нација и православната вера. Посебно денеска е юбилејни празник Свети Илија за оваа црква, за оваа манастир. Токму пред 50 години, далечната 1964 година, овде ги удариме темелите на оваа сегашна црква, односно манастир. Свештеникот Михаилов присутните верници ги потсети на денот на осветувањето на манастирот Свети Илија, кога и тогаш имало поборници на црквата и правеле се што можат за да не се освети овој манастир. Но, додава Михаилов, Бог не дозволил да успеат во намерата и манастирот бил осветен. За сите верници на манастирската слава во петокот вечерта се служеше постна вечера. Сите кои го носат името на пророкот го славеа својот именден, а голем број верници го празнуваат и како семејна слава. Чествувањето на празникот продолжи во саботата кога се отслужи света божествена литургија и за едничка општонародна веселба. И за крајот вестите спортските информации. Фудбалскиот клуб Слога 1934 од Виница одбележа 80 години постоење со пријателски надпревар против Младост од збратимената општина Апатин. Настанот беше искористен за средба на делегацијата со своите колеги, на која се разговараше за продлабочување на соработката. Слога 1934 Младост Апатин конечни 1:1. Домакините поведоа по прецизно изведениот слободен удар на Митев во 17-та минута, а гостите израмнија во 52-та со гол од пенал на капитенот Бурсаки. Резултатот беше во втор план на одбележувањето на јубилеот, што помина во свечена атмосфера со содржини за анимирање на публиката,
и оддавање признание на ветераните на виничкиот фудбал. Беа поканети сите ветерани кои настапувале во фудбалското клуб Слога, исто така кои добија благодарници, а исто така добија благодарници и спонзорите кои има помогнато на фудбалскиот клуб Слога. Во другиот дел, значи, сениорските екипи, како што можете да видите, имаме пријателска меѓународна утакмица, значи сениорските екипи на Слога Виница и на Младост Апатин одигруваат пријателска утакмица и значи тоа ќе биде едно дружење меѓусебно, значи како со играчите така и со управите на клубовите. Гостите значи ќе ни бидат 3 дена овде. Дошли смо данас да увеличаме Дојдовме во Виница да дадеме придонес во одбележувањето на големиот национален празник Илинден. Покрај воспоставената соработка на економски и културен план, во Виница допатува и фудбалскиот клуб од Апатин за да одигра пријателски надпревар со Слога 1934. Како што можете да забележите, благодарение на заложбите на 20 градоначалници, успеавме да ја прошириме соработката на повеќе полиња. Ова е прв пат да се организира спортски настан од страна на двете општини и многу сме задоволни од гостопримството. Првиот чекор кон воспоставување спортска соработка е сосема задоволителен. Се надеваме дека ќе оствариме подлабоки и постабилни врски. Би можеле овде да доаѓаме на подготовки, затоа што ни одговара и климата и игралиштето. Нашиот клуб котира добро. Игравме во Суперлигата, па се спуштивме ранг пониско поради финансиски проблеми, но правиме напори да се вратиме повторно на старите патеки. Организацијата на настанот беше на високо ниво, но единствената забелешка оди на фактот што трибините не беа исполнети до последно место, иако се очекуваше масовна посетеност од страна на гледачите. Настанот имаше и хумана димензија. На трибината беше поставен пункт за собирање средства за помош на Даниел Митков. Завршија 42-те Илинденски спортски игри. На празникот беа доделени наградите за најдобрите на турнирите во фудбал, шах и велосипедизам. Бања ја оправда фаворитската улога и заслужено триумфираше на фудбалскиот турнир на Илинденските спортски игри Чешиново 2014. По своето прво финале на игрите го совлада домакинот Чешиново со 4:1, полувреме 2:0. За најдобар играч беше прогласен Љупчо Коцевски од екипата на Бање, која во своите редови го имаше искусниот голман Блаже Анчов. Овие Илинденски игри сум дојден, јас сум бањанец. Пред 10 години добри имавме некоја солидна екипа, меѓутоа натаму не успеавме. После затише малку и сега па да не речам се препородивме на некој начин. Видевме дека имаме мог, дека имаме добри деца злато, дека има потенцијал у нив, дека се сите играчи. И слушам некои моабети низ општина се шират дека нема ни еден играч од Бање, да знаете, значи, од екипата што е моментално Бање, се сите по потекло од Бање освен Пера Голманов, Лазаров. Пишувам историја, не знам, емоции, радост, среќа. И годинава беше организирана велосипедската трка на која учествуваат два локални клуба, Електрика и Поскок. Трката е била пред неколку години дека е организирана, па со некој застој, мислам дека Манс што беше за Кина, татко му е прв победник на таа трка и се општината Облишево Чешиново. Овозможение нас лани имавме па една малце како професионална трка, сега повеќе аматерска да може да се уклучат еве некои чуат се оваа околината сега да не се плашат професионалци. Тоа беше чуено дека од кочни професионалци нема потреба. Трката е тука низ тие сега да обележиме, да не речеме за фудбалот секој пат спорт број 1, нека има велосипедизам. Тоа е нашата цел веќе на што беше на таа трка. Благодарност на градоначалникот, на сите. Најмлад учесник на трката беше 12-годишниот Руди Рица од Англија. Овде сум на одмор, а за одржувањето на трката ме информираше роднина. Освоив право место, може би ќе учествувам и следната година. Не сум професионален велосипедист, ова ми е право возење. На шаховскиот турнир правото место во екипна конкуренција го освои екипата на Соколарци пред Бурилчево и Чешиново. Со максимален учинок на турнирот беше Јорданчо Манев. Организаторот му додели награда и на најмладиот учесник на надпреварот Александар Манев. Ова беше 42-ро издание на игрите. Градоначалникот Личков е задоволен од организацијата. Се надевам дека и вклучително по самото расположение на народот помина успешно. Ова година, како претходната година, ги имавме вклучено и велосипедизмот и шахот. За прв пат се надевам дека наредна година ќе имаме и повише спортски активности,
На неколку метра од нас веќе се гради повеќе наменското игралиште, со тоа што покрај повеќе наменското игралиште се надеваме и повеќе гранки од спортот да се вклучат тука и со тоа што ќе имаме повеќе активности и повеќе награди за ова. Еден бенефит од овие игри спортски што ги имаме е што младите веќе се рекреираат, со тоа што и владата излезе во престрет што ги изгради ова игралиште и повеќе наменското игралиште што го гради во општината Чешиново, во Блешево. Традицијата продолжува следната. Да, традицијата продолжува и следната година. Следната година се 43 игри поред и се надевам дека ќе поминат исто во успешен ред како што и оваа година помина. Илинденските спортски игри започнаа на 15 јули, а финишираа на големиот национален празник Илинден. Вестите завршија, ви благодариме што бевте со нас. Следете ни на веб страницата kanal8.mk.